Пазарот на трудот драстично ја менува насоката. Ако пред само 4 години најбарани биле лицата кои ги познаваат компјутерските вештини и странските јазици, денес недостасуваат бравари, фризери, заварувачи, келнери и сметководители. 2020 година дефинитивно не е година во која се трага по работна сила која има потреба од изучување на странски јазици и компјутери, констатираат статистичарите. Напредната технологија со која растат младите генерации некако попадно ги ставила настрана професиите од индустрискиот сектор во кој се работи макотрпно со вложување на физички напор и фокус од избегнување на ризик при работата. Зошто младите немаат интерес за работа во овие дефицитарни сектори? Не сакаат физички да работат. Не е платено. Не е платено. Друго е програмер да взимаш некоја си убава стварно плата, а друго е електричар или бравар или било што за минимални пари. Не е срамота, секоја поштена работа си е убава работа се работи, значи. Колку треба да биде платен еден? По 30.000 не. Штипје доживеа градежната експанзија. Просторното уредување ја наметна потребата за вработување на лица од градежниот сектор и квалификации во сегментот статика, изградба на изработка на метални конструкции. За само 4 години индустрискиот подем го диктира темпото за побарувачка на работна сила која според младите е непопуларна. На листата на чекање на работа се наоѓаат лица кои имаат средношколска стручна спрема која не е во склад со зголемената побарувачка на работната сила. Оваа состојба уште еднаш ја потенцира затејност на надлежните кои се задолжени да изработуваат анализи и според нив да ги проектираат образовните програми во кои ќе бидат вметнати најбараните професии. Дали наместо Агенцијата за вработување улогата на навремена соодветна едукација навремено ќе треба да ја превземат образовните институции е прашање на кое одговорот е јасен. Она што е нејасно, зошто образованието не го следи чекорот на берзата за побарувачка на работна сила. Наместо санација, потребна е правилна и навремена едукација. Тоа е ставот на невработените кои упорно бараат работа според сопствените квалификации и кои упорно одбиваат да се преквалификуваат во бравари, фризери, келнери или сметководители.